Председателката Гордана Силјановска-Давкова оствари средба со учесниците на 14-та пленарна сесија на Меѓународниот парламент за толеранција и мир која се одржува во Собранието на Република Македонија. Во своето обраќање, Давкова ја истакнува важноста на парламентарната дипломатија и интерпарламентарниот диалог како значајни демократски инструменти кои произлегуваат од директниот легитимитет на претениците избрани од граѓаните. Таа нагласи дека токму граѓаните се носители на суверенитетот, а нивните избрани представници имаат клучна улога во градењето мостови на соработка и разбирање меѓу државите. Председателката посочи дека Меѓународниот парламент за толеранција и мир представува уникатна платформа, која ги надминува националните и политичките агенди, обединувајќи ги парламентарците околу универзалните вредности, како што се мирот, толеранцијата, човековото достоинство и меѓусебното почитување. Според председателката, примарната цел на оваа меѓународна организација е да ја поттикне човечката одговорност во спречувањето на насилството, да го промовира диалогот и разбирањето меѓу народите и да придонесе за создавање на поинклузивни и мирољубиви општества. Пленарната сесија во Скопје собира парламентарци и представници од повеќе земји кои дискутираат за предизвиците поврзани со мирот, толеранцијата, демократијата и меѓународната соработка со цел унапредување на глобалниот диалог и меѓусебното разбирање. Регулаторната комисија за енергетика донесе нова одлука за малопродажните цени на нафтените деривати со која од полноќ бензините поскапуваат, а дизелот и екстралесното масло за домаќинство значително поевтинуваат. Според одлуката, цените на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98 се зголемуваат за 0,50 денари по литар во однос на претходната одлука од 26 мај оваа година. Со тоа новата цена на Евросупер БС 95 изнесува 88 денари за литар. Евросупер БС 98 ќе се продава по цена од 90 денари за литар. Цената на евродизелот и на екстралесното масло за домаќинство се намалува за 6,50 денари по литар. Новата цена на дизелот ќе изнесува 80,5 денари за литар, на екстралесното масло за домаќинство 87,50 денари по литар. Намалување има и кај мазутот, чија цена се намалува за 3,238 денари по килограм. Согласно новата одлука, килограм мазут ќе се продава по 47,906 денари. Компанијата Окта денеска информира дека донела одлука за привремен попуст од 2 денари по литар за бензините. Попустот според компанијата, која е најголем снабдувач во земјава со нафта и нафтени деривати, стартува од денеска, а ќе трае до 16 овој месец. Министерството за внатрешни работи информира дека во текот на изминатите 24 часа биле евидентирани 7 случаи на семено насилство на различни локации низ државата. Во рамки на постапувањето по пријавите 4 лица биле лишени од слобода, додека со едно лице бил извршен службен разговор. Во Тетово полициски службеници привеле 44 годишен жител на Гостиварско поради сомнение дека извршил семено насилство врз својата супруга. Во Скопје пак бил уапсен 46 годишник кој според пријавата физички ги нападнал своите родители и упатувал закани кон членовите на семејството. Уште еден случај бил регистриран на подрачјето на Шуто, Ризари, каде што полицијата лишила од слобода 40 годишен скопјанец. Според пријавата, тој со остар предмет им се заканувал на својата вонбрачна партнерка и на нивната ќерка. Во Виница била приведена 29 годишна жена осомничена дека со метален предмет ја нападнала својата мајка. МВР регистрирало и случај во кој 37 годишна жена пријавила дека нејзиниот вонбрачен партнер историл хемиско средство во пределот на лицето и очите. Дополнително 33 годишна жителка на скопската населба Битпазар пријавила дека нејзиниот сопруг ја упатувал закани во семејниот дом. Од МВР велат дека се превземаат сите неопходни мерки за расчистување на овие случаи. По нивното документирање против инволвираните лица ќе бидат поднесени соодветни пријави, согласно законските процедури. Надлежните институции повторно апелираат до граѓаните да пријавуваат секаков вид на семено насилство, со цел на времена заштита на жртвите и спречување на понатамошна ескалација на насилството. И покрај интензивните дипломатски напори за постигнување нов договор меѓу САД и Иран, тензиите меѓу двете земји продолжуваат да растат. Изминатиот викенд беше одбележан со нова воена ескалација и размена на обвинувања. Според соопштението на Американската централна команда, американските сили извршиле напади врз ирански радарски системи и командно-контролни објекти, наведувајќи дека станува збор за действија во самоодбрана.
Од Вашингтон тврдат дека операцијата била одговор на соборувањето на американски дрон кој се наоѓал над меѓународни води, како и на закани кон поморскиот сообраќај во регионот. Американската војска соопшти дека во акцијата биле уништени системи за противвоздушна одбрана, копнена контролна станица и 2 дрона кои според нивните проценки представувале непосредна закана за бродовите што пловат низ Персискиот залив и Ормузскиот теснец. Од друга страна, корпус на чуварите на Исламската револуција соопшти дека извршил напади врз американска воздухопловна база, поврзана со претходните операции против ирански цели. Во меѓувреме, дипломатските разговори за продолжување на прекинот на огнот и стабилизирање на состојбата во регионот продолжуваат. Американскиот претседател Доналд Трамп потврди дека побарал дополнителни измени во предложениот договор, особено во делот што се однесува на иранските нуклеарни опрски и гаранциите за слободна пловидба низ Ормузскиот теснец, една од најважните светски рути за транспорт на нафта. Паралелно со политичките преговори продолжуваат и тензиите во Ормузскиот теснец. Американската морнарица ја засилува контролата врз поморскиот сообраќај. Според американски информации, неколку трговски бродови биле запрени или пренасочени. 5 мина пациенти заразени со ебола во Демократската република Конго успешно закрепнале од болеста, соопшти генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебрејесус за време на отворањето на нов центар за лекување во градот Бунија во покраината Итури. 4 лица ќе бидат отпуштени денес, едно лице беше отпуштено пред 2 дена, изјави Гебрејесус, нагласувајќи дека и покрај тоа што научниците се уште работат на развој на ефикасни вакцини и терапии за актуелниот сој на вирусот, постои можност пациентите успешно да закрепнат. Светската здравствена организација претходно соопшти дека еден пациент оздравел од вирусот сој на ебола, за кој во моментов не постои одобрен третман или вакцина. Ова представува прв официјално регистриран случај на закрепнување за време на актуелната епидемија. Според најновите податоци на организацијата, во Конго до сега се проценуваат 906 случаи на инфекција, 223 смртни случаи поврзани со еболата. Во соседна Уганда се утврдени 9 случаи на заболени, при што едно лице починало како последица на инфекцијата. Дополнителен предизвик за здравствените власти представува незадоволството кај дел од локалното население, поради строгите протоколи за постапување со телата на починатите, кои често се воспротивно со традиционалните погребни обичаи. Од почетокот на епидемијата се регистрирани најмалку 3 напади врз здравствени центри. Ситуацијата дополнително ја усложнуваат безбедносните ризици во регионот, вклучително и нападите од вооружени групи, меѓу кои бунтовничките сојузнички демократски сили, како и други локални милитантни организации. Гебрејесус порачува дека справувањето со епидемијата бара заеднички напори од сите чинители, здравствените институции, локалните заедници, меѓународните организации, властите.